Од малку ми наликувате сега, барем во вашите ставови, гласно што ги искажувате и во оваа емисија, на ЛДП, на Јово Манасиевски, против сите. Соработувате ли барем со таа партија? Моето прашање е дали имате намера со некого да се здружите во политиката? Нема да се здружувам со истрошени политичари кои биле во тесна врска, во коалиција со СДСМ, кои заедно се дружеле и го чекаат мигот и без го гледате без некакво убедување. Значи, ни со левицата, ниту со десницата, сакате да ми кажете? Јас сум убеден и како што вие најавивте дека сум ја шокирал јавноста со тоа што сум освоил 150 легитимно признаени гласови, а бројката со оние исчезнати беше повеќе од 210.000 гласови. Јас не гледам дека во овој момент од политичарите, но тоа не значи дека во политичките партии јас немам симпатии и пријатели. Дали се тие гласови, најголемите пријатели ми се во ВМРО-ДПМН. Бошковски, вие добро знаете во политиката и кај граѓаните гласовите не седат во фрижидер. Прашање е сега дали се 130 или не се, но за тоа малку подолу во емисијата. Вие сега се 300 и повеќе. Ви гарантирам вечерва и запишете го овој ден 20 ноември. Ако Љубе Бошковски изборите бидат утре, немам повеќе од 300 до 350.000, јас нема да се бавам со политика, слободно запишете. Ке го поставам и тоа прашање подолу. Значи, од вашата партија се отидеа Бочваров, кој отиде Филип, Петрески, Даштевски, Кецковски, немате пријатели во другиве политички партии, сам сакате да туркате со тие 150 или 300.000 граѓани на избори. Како мислите да го урнете Груевски без поддршка на било која друга политичка партија и врз која платформа? Тоа сакамо неколку минути да ми го објасните. Ние немаше да стигнеме до овој степен на кој сме денес, организацијски со повеќе од 70 општински организации низ државата, со повеќе од 150 месни организации низ државата, со инфраструктура, пожолтена е Македонија од Обединети за Македонија, со огромно членство. Ако ние немавме луѓе кои тоа ќе го работеа, сигурно дека тоа не може сам да го направам. Но за овие луѓе многу ми се симпатични и не сакам да ги коментирам. Не, па тоа вие предпоставам ги повикавте кај вас, така? Тоа се луѓе кои продефилира, кои има секој своји амбиции, им дадов можност, шанса да покажат, посебно овој симпатичново момче, кој мислев дека политички мислите на Кецковски? На Филип Петрески, кој мислев дека е созреан политички. За жал, слушнав од него и комплетно концептуално се разликуваме дека тој ќе правил некаква обединета десница и замислете, ќе освоил 150.000 гласови. Па тоа е само привезок на ВМРО-ДПМН. Не може политичар да го руши Груевски ако му прави проекција од 150. Тоа е директна инсталација од Груевски или несвесно инсталирано. Колку што ги следам неговите колумни, неговите ставови не беа до сега насочени дека ќе прави партии, дека ќе собере тоа. Тој само апелираше да се, колку што јас го разбрав, апелираше да се обедини десницата, но тоа е тема за него. На десницата, ви се молам, како можам јас да прифатам дека обединета десница можела да освои 10 или 15 пратеника, пратеници, теоријата на Гергиевски, теоријата на Филип Петрески. Па јас, ако не освојам сам, ви велам и ви гарантирам и уште еднаш се враќам, анкетите ќе покажат дека Љубе Бошковски убедливо води реалните анкети, анкетите на теренот. Ова е јавна емисија во живо и да памтат граѓаните. Кажете ми, зошто си замина вашиот, условно да речам, добар партиски и приватен, претпоставам, пријател Кецковски? Па тоа не го прашајте го. Јас никого не врзувам во партијата. Но не врзавте ни едно име од, да кажем, од интелектуалната македонска сфера. Ви се молам, во мојата партија имате универзитетски професори не од било кој универзитет, од државниот универзитет. Но нема звучно име во јавност, некој од ова познатите што учествуваат во јавниот живот на државата. Има ли некоја таква личност кај вас во партијата? Апсолутно дека има личности кои не се до сега искомпрометирани, чисти личности, чисти професори, уметници. Учествуваат ли на трибини, се појавуваат ли во јавниот живот, пишуваат ли текстови некакви да ги видиме? Апсолутно. Јас тоа моето прашање, дали е Љубе сам или има интелектуално друштво со кое може да... Јас ја пишувам победничката програма. Прво ја читам од граѓаните на Република Македонија и тоа го пишуваат моите
моите учени луѓе во партијата, да се изразам со народниот жаргон, луѓе кои се компетентни, луѓе кои имаат оставено траг. И друг момент, господине Иванов, кој сакам да го напоменам како стожерна политичка сила Обединети за Македонија, ние сме единствената партија која ги извлече умовите од своите домови. Ние во Македонија имаме луѓе кои беа заборавени затоа што не беа партиски определени. Кога Бошковски ќе ги представите вака малку? Вечерва имаме председателство. Синоќ имавме комисија за земјоделие. Денеска имаме Ми комисија за препорачувате некој од вашето раководство од тие луѓе за пресинг за оваа емисија? Апсолутно, земете го, прв гостин нека ви биде, бидејќи актуелна културата, Бранко Петревски, која води комисијата за култура. Да го објасни познато име, да. Има многу познати имиња. Што значи звучно име? Во Македонија некој затоа што бил на политичката сцена или затоа што бил на естрадната сцена. Јас тоа прашање го поставив затоа што некои луѓе си отидоа од кај вас, не чувме дека некој се враќа. Дали сите бегаат од Љубе Бошковски? Тоа е моето прашање. Апсолутно никој не бега од Љубе. Тие си избркани, посебно Филип Петровски. Вие бевте министер за полиција, му брзавте на лавот во око, што се вели, на највлијателната личност во Македонија во сенка. Прво, тој не е лав, тој е зајак. Лав не може да биде човек кој е сопствениот народ, од сопствените граѓани се дрзнува на овој брутален начин, прво, да го прислушкува, да го следи, да го малтретира, да внесува страв и така натаму. Добро, каде ви се овие податоци вака да обвинувате јавно? Зошто па вие, зошто па зајакот не го сметате исто за едно вредно... Да ги оставиме тие атрибути, не е коректно... Не, ви рековте за лавот, му брцнавме на лавот. Тука не се работи за лавот. Ја како фигуративно на лавот во око, рековме најмоćната фигура во сенка во Македонија. За нас, ВМРО-вците, е не нешто на тој лав, како символ, да. Символично и затоа не сакам некои типови. Ова не е ништо што ние излегуваме со овие афери и прашуваме. Она што ние ќе го направиме кога ќе дојдеме на власт, тоа е прашањето, апсолутно проверливи и дури и од нив потврдени. Фактот дека имаат фирми, дека префрлиле 500.000 евра, па дека тие 500.000 пола милион... Тоа го кажавте веќе и на пресконференциите. Тој самиот си го призна, тој што го нарекувате некаков моćен човек или сенка. Нема сенка во оваа држава. Граѓаните на Република Македонија се спремни да казнат секој кој се поигрува со неговата судбина. Го спукавте и министерот за одбрана пред 2-3 дена? Па не само министерот за одбрана. Нема недопирливи во оваа држава. Сите оние кои се дрзнале, бидејќи не е патриот човек кој судира во гради, и не е патриот човек кој... Ви се заканија со кривични пријави за клевета, подготвени сте да се браните, имате аргументи за тоа? Ви се молам, не кривични пријави можат што сакаат да прават, но нашето време, времето на Обединети за Македонија доаѓа и ќе мора да одговараат. Нема амнестија за криминалот во државата. Не можат луѓето кои украдоа 20 милиарди од македонската економија во овие 20 години, да затоа што мислејќи ќе дојдат на некакви позиции да не бидат прашани каде се 20 милиарди од граѓаните на Република Македонија. Притискате за НАТО, за Европската Унија, што читате во разумен компромис во таа синтагма на државниот? Таа синтагма е апсолутна флоскула, парола политичка, која нема допир со реалноста. Ние имаме јасна позиција и од времето кога бев председателски кандидат и денеска како председател на Обединети за Македонија, нашиот став е дека постои национална, треба да се воспостави усогласена национална хармонизирана позиција. Не може за најкрупното прашање, за прашањето околу идентитетот, околу иднината на Република Македонија, да се одлучува зад врата, зад кулуарите, на маргините на некакви состаноци и така натаму. Ова е суштинско прашање. Гледаме сега дури имате ли ви идеја што предлагате? Апсолутно. Ова прашање не може да се заврши со триумфализми, не може да се заврши со победници и поразени. Како може? Ова мора сите партии, председатели на сите политички партии, дали се тоа опозиција, дали се тоа позиција, дали се парламентарни или вонпарламентарни, мораме да седнеме на заедничка маса и заедно да разговараме. Ако е нашата одлука
da ne го даваме името Македонија и спремни сме за тоа да јадеме корени, да живееме во сиромаштија. Тоа е ставот на политичарите. Не може никој, посебно не потпаролот на грчката влада во ликот на господинот Груевски, постојано да излегува со ставови што кажале грците. Уште не го знаеме ставот. Ние не го знаеме ставот на премиерот, нити ставот на председателот на државата. Тоа е проблемот со кој ние се соочуваме денес. Освен нивните пароли и лажниот патриотизам, никогаш Љубе Бошковски нема да го даде името Македонија. Никогаш Љубе Бошковски нема да го даде идентитетот. Но ние треба да кажеме кој пат во овој момент треба да го фатиме. Јас емисијата ја отворив со тоа дека вие не соработувате со лидерите на политичките партии, ниту во опозицијата, камо ни на власта. Како мислите да седнете со таков арогантен, простете на израз, може мене само ми наликува однос кон другите ваши политички, условно да речем, конкуренти, ако не можете како опозиција да седнете на маса? Немаме допирна точка со седа сама. Кој треба да... Кажете ми која е допирната точка меѓу мене и Бранко Црвенковски. Ако ми најдете на едно прашање допирна точка, јас ќе седнам со Бранко Црвенковски да разговарам. Или со Никола Груевски. Но со членството да. А за вакви суштински важни прашања за Македонија, не е Љубе Бошковски тој кој зад него има 60.000 членови. Само кажете ми, Бошковски, спорот со Грција не е доволна допирна точка за лидерите на политичките партии да седнат на една маса? Па тоа сакав да го кажам, кој е Љубе Бошковски или Бранко или Никола да самите одлучуваат дали ќе седнат на маса или не. Ова е прашање, суштинско прашање на кое требаме да дадеме одговор. И затоа